Веднаш ќе се сети оти така напред. Разбираш? Чекај. Не е пак. Секогаш така. Пријатели, денеска не ќе можам да ви кажувам приказки. Не, ако сте дојдели за тоа, одма да се бегате. Одма. Имам многу работа, време отвазла немам. Така. Дете, ќе почекаме, не е голема работа. Оди ти, бркај си таму што имаш да си направиш ручек. Вие чекајте, ако немате друга работа, аз морам да си работам. 3 јадења кметот ми нарача, 2 ми се готови, уште третово да го сготвам, ми сам. Ти ќе готвиш? Јас сам и кој? А кај ти е готвачот? Готвачот, синовам. Жена му се породи, отиде дома. Машко или женско? Машко син, да го видите од некоја страна, колку се радуваше човекот, како принц да му се роди. Зарно била работа, ми радост е тоа, син да се роди, син. Туку, кога го спомнавме готвачот и ова сино што му се роди, ми текна на една приказна, ама не знам дал да ви почнам да ви ја кажам. Не кажеш. Да кажам. Додам да го зиднам последно јадење и ќе ме кандисав, ќе ви ја кажам, Ај појде. Знаем дека нема да дотрае до утре, па тоа ти. Меана е. Разни луѓе доаѓаат, разни муабети, слушај и затоа знае да раскажува приказни. Еве го доаѓа. Слушайте се, син. Си биле двајца млади, нели? И се сакали, се земале. Си направиле свадба, се земале што се земале, свадбата, атара, патара, бамбара, бумбара, бишо, помина, све, убо. И останале сами дома. Си имале своја куќа. Своја, не живееле со татко, со мајка, со браќа, сестри, со своја куќа живееле. И така стана. Ете, и ова чудо помине. Убава ни беше свадбата, нели? Убава. Многу убава. Сите весели, насмејани, убави подароци си добивме. Се беше многу убаво. Ама најубаво е тоа што ние двајца си се милуваме. Така е. Ама сакам нешто да ти кажам и да не се противиш. Ако не е за противење? Еве јас ќе ти кажам, а ти самата реши ќе се противиш или не. Цела недела помина како се готвевме за свадбата. Со многу луѓе имавме работа. И да ти кажам право, се во ова веќе ми дојде преку глава. Вистина е. Многу народ помина и во вашата и во нашата куќа. И затоа сега сакам да си дадеме збор. Збор да си дадеме дека една недела никој нема да пуштаме кај нас да влезе. Што се вели, не сакам никој да видам. Сакам да си сме само ние двајцата. Убаво си се сетил. Цела недела сами. Еми, ако дојдат твоите, што ќе правиме? Никој. Реков никој. Ни моите, ни твоите, ни тетки, ни стрини, ни вујни, никој. Еве ќе им кажеме да дојдат по една недела, Така нека биде. Домаќине мој. И после си достоеле на зборот. Полека бе, полека, пријателе. Што приказна ќе види та, ако ти каже веднаш. Приказната е за деца, а дотаму не е дојдено. Така е бе, така, ма почекате малку, ќе дојдеме до таму. И ве велам, поминале 2 дена, како што е?
Сине! Синко! Синко. Невесто! Ајде. Бре, 2 дена не издржа. Еве, некој тропа на порта. Да видам кој е? Види. Мајка ти и татко ти? Што ќе правиме? Да им отвориме? Срамота е. Срамота е. Може не требаше да доаѓаме толку. Па не требаше. Да. Ама Зашто? не можам да издржам. 2 дена помина од свадбата. Сакам да ги видам, сакам да знам дали им е убаво, дали се срекни, дали се весели. Јас не знам што барам тука со тебе. Ако сакаше да знаеш дали се арни, требаше сама да си дојдеш. Јас тргнав по тебе. Јас се чудам зашто те поведов и тебе. Види сега. Што бараш и ти се препраш? Се препраш, а? Знам дека и ти сакаш да знаеш дали синот ти е среќен, дали ти е весел, дали сакаш. Чукна. И ти чукна. Сакаш да те отворат, а? Отварање нема. Збор си дадовме. Ами што ќе правиме? А да им кажеме да дојдат по 1 недела? Или да си молчиме како да не сме тука? Ке си молчиме. Нека мислат дека не сме тука. Не. Ги нема. Не се тука, не. А па е јас, ајде да одиме, млади, дома ќе седат. Ти рекол, Да се шетат. Нека шетат, додека не им се собрале гајлиња, деца, куќа, она. Така, нека Ајде да шетат. си одиме. Ајде да си одиме. Ајде. А да тропнем уште еднаш. Ајде тропнем. Ете нема. Нема. се тука. Ајде си одиме. Јас сутра ќе дојдам пак, а ти како сакаш. Не ме држи место. Ти дојди, јас не доаѓам. Да не доаѓаш. Да не доаѓаш. Ич. Абе, ден немаше да помине, некој да не им тропне на вратата. Ама тие не отварале. А номете дошол и последниот ден од неделата, кога на врата пак се истопориле таткото и мајката на невеста. Мајка и татко. Мајка и татко се предпорти. Прости, но јас повеќе не можам. Многу ми е жал за мајка и за татко. Та во мисла се клајани. Ќе одам и ќе им отворам. Еднаш дојдовме, втор пат дојдовме. Еве, ова веќе е 3 пат. Не знам што е работава. Или не сакаат да отворат, или пак не се дома. Ти реков јас. Работава не е како што треба. Не. Нешто е чудно тука. Види, ако и сега не отворат, па да ја скршам вратава. Сега. Не ја бива таа работа, ќе ја скршал вратата. Ке се почекаме, ќе видиме, почекај да малку. Чекаме како? Ако треба и ќе викаме. Да не познаат доти сме ние, белким ќе отворат. А бре, ќе познаат ако се тука, а ако не се тука? Ако не се тука, не се тука. Ајде да видиме ние сега од таа страна. Ајде да видиме, ајде. Отварање нема. Збор си дадовме. Еве, досега на никого немаме отворено. Зошто да им отвориме нив, а? Зошто? Затоа што ми се мајка и татко и ми е жал за нив. Ете затоа.
Керко! Не изплаши. Ајде, легувајте. Ајде. Не си достоја на зборот. Не си достоја. За мајка и татко не си достоја. Абе, чекајте. Ова ти вистина кажуваш или туку измислуваш нешто? Абе, види го. Абе, ама бе, како не е вистина, бе, сите прикази што ви кажувам се вистините. Абе, татко ми кажуваше, татко ми. И дури за ова приказ да ми каже и кој луѓе, шо луѓе биле, ама тебе сега да ме отепаш мене не ми текнува кој биле. Оти, тоаш бев многу мал кога ми раскажуваше приказна. Приказната почна со синот на готвачот што му се родил. А за синот на младоженецот ништо не кажа. Абе, слушайте се, пријатели. Ако не ви го кажев ова до сега што ви го кажав, тогаш за синот не требаш да ви кажувам. Те дојдеме до таму полека, ближиме кон таа работа. Сега, помина една година и им се роди син. Па, синко, син ти се роди, нека е жив и здрав. Ама ти ништо не направи. Така. Како ништо бре татко, оти така зборуваш сега. Па да му се родеше на некој друг син во село, бе, синко, една недела кеча, зурли, тапани, а ти ништо не направи. По една ракија ваму таму. Да, по една ракија не почести и толку. Вистина е, зета. Сватот има право. Секој ден не се раѓа машко дете, зете. А ти така. Евре, срамоте од народов, Не сме научени ние вака. Свате, свачо, ај ти, ајде доста го каравте, негова работа. Како сака, така нека си прави, тој си знае. Еве, ќе има крстевка, така? Ќе направиме голема веселба на крстевката. Ке ги честиме сите и ке престанат да зборуваат дали и честил, дали имало зурли и тапани, дали и ке престанат. Така е, мајко е. Видовте, ако не те одбрани мајка, никој нема да те одбрани. Мене и онака никој ништо не ме прашува, па ќе одам да си го видам малечкото. Оти, тој го роди, а не јас. Вистина, се зборуваме. Ја заборавивме срам да ни е. Ајде да си одиме, да си ги оставиме нив на рад. Ајде. Така е, сваки, да си одиме. Дури сега не разбирам ништо. Дел ми син му се родил, оти не се радувал? Како не се радувал, бе, човеку? Се радувал, ама приказната не е за тоа. Аби, зашто е? Додам да приклам дрва во огнот и ќе ви кажам. Ќе видите, приказната е многу убава. Одвај чекам да ја каже приказната, тој отиде дрва да става. Абе, шо сте запнале, бре, луѓе? Гледате дека си има работа човекот. Така, ние па како мали деца кажи приказна, па кажи приказна. Ај напитете по една ракија. Што да правам кога сакам да го чујам крајот, Добро е. Огнот не беше згаснат. Јадењето си се крчка така. Кај застанав? И така, поминале година, две и му се родила ќерка. Сега е дури закажување тоа што тој го направил. Кажувај, ајде. Кога му се родило женско дете, 2 дена, мора како да, 3 дена и 3 ноќи, зурли, тапани, трештело, орал, абе, дотука бидувало. Чекај, ама ќе кажеш ли зошто го направил тоа? Ете таа. Абе, ќе кажам, почекај малку, па за тоа ви ја кажам цела приказна и сега поминале зурлите тапаните, поминало виното ракијата и сега сите па се собрале кај него дом. Синко, еднаш го претрпевме срамот.
Ама 2 пати е многу. Оти срам, бре, татко, каков срам? Како бре оти, кога ти се роди машкото, почести така 1-2 раки. А сега, со женско, 3 дена не можеме да те собереме. Ајде, доста. Доста. Зошто направил така? Тој си знае зошто направил. Негова работа. Ама сине, не е лошо да ни кажеш зошто направи така. Ке не прашуваат луѓето да знаеме зошто, да знаеме што да кажеме, така? Така е. Така. А ќе не прашуваат? И тоа колку ќе не прашуваат? Ќе ви кажам. Ќе ви кажам за да има што да кажувате и да остане тоа како поука за сите тие што се радуваат само кога ќе се раѓаат машки деца. Тука е и невестата. Па ако излажам нешто, таа нека каже. Се сеќавате ли на таа недела после свадбата? Кога вие тропавте на портата, а ние не ви отваравме да влезете. Ја скршев портата. Не еднаш, 2 пати, 3 пати. После свадбата, ние двајца, збор си дадовме дека 1 недела никому нема да ја отвараме портата. И така беше. Така беше до последниот ден од неделата. На последниот ден, тој доја нејзините. Таа кога ги виде и се нажали душата за мајка и татко, не додржа и ја отвори портата. Затоа сега се слушаат зурли и тапани, затоа што знам дека еден ден кога ќе остарам, само таа ќе ми ја отвори вратата и ќе има кај да влезам. Сега разбравте? Така е. Сега ова не сме го знаеле до сега. Умно. Па ајде да заблажиме душа тогаш. Што ќе кажеш ти, свекару? Ајде, повилете. Ајде. Тоа е, бе. Што ме гледате така како недоветни? Разбравте? Оваа ти беше на вистина уба. Најуба приказна од сите што си ги кажувал. Човек, ако клаи малку прст на чело, ке се сети оти човеков така направил. Сега. Ама не е секогаш така. Сега така вели зашто немаш керка. Јас имам 2, да ми се здраве и живи. Тебе, пријателе, 2 порти ќе ти се отворат. Удам јас сега да го дзирнам јадењето, дрвата сигурно догоре. Чекај. Ај кажи уште една таква уба, па после бркај работа. Велиш, а? Не, доста е за денеска, ова беше и долга и убава. Да оставим и зутре некоја приказ, какви сте па вие? Како што рекло момчето, само таа ќе ти отвори вратата.